Добро утро, почитувани гледачи, за оние кои што сега се вклучуваат на каналот на К3 телевизија. Ја следите утринската емисија Нов ден. Мојот денешен гостин е учителот Добри Јовевски од Основното општинско училиште Илинден од Крива Паланка. Учителе, добре ни дојдовте. Добро утро и добре ве најдов во вашето прекрасно студио. Така, вие и порано сте биле гостин во утринската програма, но не токму во ова студио. Така. Како ви се допаѓа? Пријатно е чувството, убаво. Така. Посебно ни е драго што ја прифативте нашата понуда за гостување и уште во текот на самиот еден неврзан разговор кој што го имавме пред да започне емисијата, нашите гледачи не знаат за тоа, верувам дека ќе имаме интересна тема. Учителе, би можеле да започнеме со тоа да ни кажете што ве мотивираше да ја одберете токму оваа професија? Па, пред да се одлучам да бидам наставник, како млади тинеџери имаме желба да најразлични професии, да се опробаме во светот на професионалната работа. Сега, кога си млад, имаш повеќе желби. Јас сум сакал да бидам архитект, но ако се вратам во денешно време и ако имам гледиште и можност да бирам, повторно би избрал учител, бидејќи кога правам една споредба со архитектурата и учителството, мислам дека има тука нешто поврзано, бидејќи преку професијата што ја работам, ги ставаме темелите и го градиме знаењето на учениците и на децата со кои што работиме. Так. И тука би рекол дека има некоја поврзаност некоја допирна точка. Да, со тоа што сум го сакал како млад и со тоа што сега го работам. Так. Повторно градам преку знаењето и преку моите вештини и умешноста што ги поседувам и што им ги пренесувам на учениците. Така, колку време ја работите оваа професија? Па околу 20 на години. Значи околу 20 на години работам како учител, што мислам дека зад себе имам изградено една кариера, посветена работа во сферата на образованието и се надевам дека ќе продолжам со исто темпо и ист ентузијазам да ја работам ова работа. Така. Јас ќе споменам една парола која што мислам дека гласеше вака: добриот учител не се познава по добрите ученици, туку по настанатите добри учители. Верувам дека и вие образувате некои идни добри учители. Па сега, значи, што ги учиме учениците во ова време, нивната работоспособност ќе биде активна за 17-20 години. Тие тогаш ќе почнат да работат некоја професија. Ние мора да бидеме спремни како наставници да им приоѓаме на учениците според можноста што тие можат да ја совладат и да ги научиме како тие да учат, како да се адаптираат во средините во кои што ќе се најдат во текот на животот. И тоа е основната поента на учителот што треба да им ја пружи на самите ученици. Бидејќи ние не знаеме кои професии ќе ги имат учениците кога ќе бидат работоспособни, кои ќе бидат спремни да започнат живот каде што ќе остваруваат приход, средства и ќе го трошат своето знаење и енергија во работата која што ќе ја работат. Так. Дали тоа беше и поентата на вашиот прв учител? Па јас се сеќавам на мојот учител, кој што мислам дека ми дал добра основа и ме научил како да си ја сакам ова професија сега што ја работам. Бидејќи можеби и сигурно верувам дека тој ми е бил модел каков треба да бидам во животот и како да ги работам работите. Так. Дали постои некој модел за тоа? Што е всушност основната улога на еден учител? Улогата на учителот е да ги охрабрува учениците, да ги мотивира, да ги инспирира, да им посочува како и на кој начин да доаѓаат до решение на некои проблеми, но да ги исто така поттикнува за да тие доаѓаат до самите
решавање на проблеми. Со тоа што мислам дека е многу значајна и битна улогата на учителот, посебно во првите одделенија, бидејќи тука е и основата на учениците за да го засакат училиштето, да ја засакат работата, што се случува во просторијата, во училницата, да научат како да се дружат со другарчињата, да разменуваат, да си помагаат, да се работуваат. Сето тоа мислам дека е многу значајен и битен фактор на учителот. Учениците доаѓаат со некои презнања во училиште. Тие пристапуваат кон решавање на одредени проблеми, кои што ги работиме нели како активности во училницата, но еден е авторитетот на родителот во семејството кој што го воспитува, кој што му е основната социјализација на детето, но друг е пристапот на учителот кој што му посочува како и на кој начин да се снаоѓа во одредени ситуации. Така, како ги учите учениците да го засакаат училиштето? Како изгледа вашиот прв час? Мислам дека е најдобро кога ние ги знаеме учениците до кое ниво нели ги имат совладано или ги совладуваат одредени активности кои што ги работиме или цели кои што ни се дадени со наставната програма. Кога знаеме ученикот, јас ќе кажам пример во мојата училница. Таа треба да представува една стимулативна средина. Кога доаѓаат учениците, ние имаме најразлични дидактички помагала кои што се секој пат достапни за учениците. Влегуваат во училницата, ги земаат, се уште не е почнат часот, нели се прилагодуваат, се адаптираат. Сите сакаме, секој кога некаде доаѓа, имаме одреден временски простор да се адаптираме. На тој начин учениците се адаптираат. Кога гледам кој ученик со кој дидактички активности работи, дали се тоа слагалици, дали се тоа коцки, дали се тоа некои форми кои што се во училницата, коцки, овие за собројчиња. Кога видам ученикот кој дидактички помагала ги има земено со себе, од тука ми започнуваат активностите кои што се во сфера на остварување на целите за тој час. Ако е во делот на броење, да ми ги бројат бројчињата кои што се на коцката. Ако е во делот на форми, да направат одредени форми во одреден венов диаграм. Сега ги учевме веновите диаграми во прво одделение. Така, тука е важно да напоменеме само за нашите гледачи дека вие сте учител баш на првачињата. Сега да, од ова година сум учител во прво одделение и кога видам каков интерес имат развиено учениците за тој ден, со тие активности да работат, и од тука натаму јас ја продолжувам активноста и индивидуалниот пристап кон секое дете. Значи, многу битна работа е да знаеме до кое ниво има дојдено ученикот и од тука натаму да ги надградуваме неговите знаења и вештини. Ако јас на некој ученик кој што нема осет за форма или создадено представа за бројот 6, и ако јас работам нешто а нема основа за тоа да се продолжи, мислам дека тој час е изгубен. Ако работам до нивото и ако продолжам нивото до кое што има дојден ученикот, мислам дека од тука натаму е многу полесно да се надградуваат неговите знаења и да се формираат поголеми вештини кај самиот ученик. Така, од пред неколку години е воведена нова програма позната меѓу сите како Кембридж програма. Што би рекле вие за таа програма? Сега, значи, има и добри страни, има и некои што не одговарат и не соодветствуваат со возраста на учениците. Сега би продискутирал за прво одделение, кога гледам она што го работат учениците, како осознавање на вредности на броевите, а се бара таму да се напишат, а моториката кај учениците од прво одделение е многу послаба и не знаат како да го напишат тој број. Мислам дека тука има направено некои пропусти кои што требало да се внимава при формирањето, нели, при подготовката на програмата, а има и некои други интересни работи кои што се прифатливи, да речеме, и од страна на наставниците и од страна на учениците. Сега мислам дека неблагодарно е веднаш ние да донесуваме суд и заклучок дали е нешто добро или не е добро, треба да помине некој временски период, па ние да ги видиме резултатите, бидејќи, како што кажав на почетокот, учењето е процес, учењето не е решение од денеска за утре. И за тоа дали е програмата Кембридж добра или не е добра, мислам дека треба да судиме после повеќе години поминато и работа, кога ќе видиме со учениците дали тоа што го учеле го практикуваат и го применуваат во животот. Така, верувам дека тоа е индивидуално за секој ученик, некој ја совладува со леснотија, додека пак други со потешко.
да кажеме, каков е Така. вашиот обем на работа сега со оваа програма? Па, мислам дека последните години обемот на наставничката работа е многу зголемен. Што се однесува во делот на водење на евиденција, документација, многу имаме во тој дел активности кои што ни го одземаат времето кој што може да биде покреативно искористено да се ние подготвиме за часот, како и на кој начин да ги реализираме целите од програмата. Бидејќи, ако имаш 5 часа во текот на денот, уште толку часови ти се потребни да се подготвиш за да имаш успешен работен ден. Не може ние да правиме подготовка од моментот од денеска за денеска, него мора да направиме, да ги први ни сканираме учениците, да видиме до кое ниво ја сватиле содржината што имаме работено во текот на денот и од тука натаму да продолжиме. Се бара индивидуален пристап, што е, мислам дека во училница со 25-30 ученика, мислам дека тоа е многу за еден наставник што треба да го направи. Така. Всушност работата ја носите и дома на некој начин. Па мислам дека нема наставник што не носи дома работа. Со тоа нели го узурпираме времето на семејството, го узурпираме времето на нашите деца, каде што треба да си го посветиме на нашето семејство, но ете, јас ти кажам дека наставниците се луѓе кои што се нели не случајно изберени во општеството, тоа се луѓе пратени да ја спроведат мисијата и да подучуваат ученици да создаваме генерации кои што ќе бидат нели продуктивни за нашето општество. Така, дали настојувате кон тоа да организирате некои активности кои што се вон школските часови, да кажам, после часовите, каде што би ги додатно мотивирале децата? Така, тоа е секој пат во склоп нели со нашата наставна програма. Па сите ние сакаме да видиме нешто поразлично, поинтересно, да видиме нешто од надвор како изгледа. Со помош на технологијата која што имаме денеска на располагање во училиштето и во училниците, можеме тоа да им го приуштиме на учениците, но мислам дека и дополнителните и слободните активности се добредојдени за учениците, бидејќи тука некако се чувствуваат и учениците, па и наставниците полагодно, послободно, си прават свој пристап, си го организират времето на начин на кој што е интересен за учениците и организираме такви часови, такви активности. Ете, во изминатиот период имавме неколку такви активности. Така. Тоа беа во училницата имавме стоматолог кој што разговараше со учениците за одржување на оралната хигиена, оралното здравје, каде што им презентираше стоматологот доктор за кои инструменти се користат во неговата професија, како и на кој начин се врши преглед, па учениците симулираат тие да бидат доктори, така да им биде интересно, да им биде забавно во училницата, и тоа мислам дека е една од тајните за да тие ученици бидат заинтересирани да дојдат во таа училница, да бидат дел од тој свет во таа училница, бидејќи на тој начин па и се мотивираат и родителите и учениците да и да одржуваат лична хигиена пред се. Па тоа е да, основната цел е тоа, но преку пак некои активности кои што се прифатливи за учениците и за родителите. Да видат какви инструменти користат без разлика која професија е, да научат некој нов термин. И така. Неодамна ја одбележавте Европската недела на кодирање. Да, и тоа беше интересно. Јас во претходното нели моје излагање кажав дека ние сме обкружени на секаде со технологија, најразлична технологија која што ја користиме, а знаеме дека и учениците, посебно младите, децата се спремни бидејќи тие учат на принципот грешки и исправки, како си ја користат технологијата, и на тој начин е многу поблиска до нив, многу полесно едно дете ќе научи да користи далечински управувач мобилен телефон, него некој возрастен човек од повеќе години. И тоа беше и целта за одбележување на Европската недела на кодирањето, каде што на учениците на еден интересен начин им беше овозможено да и тие програмираат, да кодираат, да направат програмирање на една дидактичка алатка која што имаме во училницата, за да видат дека и тоа не е нешто тешко, но и тие команди ги има некој дадено. Така. И на тој начин сето тоа функционира во нашето обкружување. Далечински управувач не сите користиме дома, ама тоа е кодиран, тоа е направен. Па
земејќи во обзир нашето обкружување, и ние на некој начин сме кодирани. Стануваме во 6, легнуваме во 9, ручек имаме во толку. Так, нели на тој начин функционираме и функционират и луѓето, и целта ми беше да им го доближам сето тоа на учениците, да имат друг поглед кон технологијата околу нас, и не се знае, можеби еден ден од тие ученици кои што започнале од млада возраст да програмират, ќе станат некои познати научници светски. Так, за овој проект покажа интерес и многу родители кои што имаа можност да погледнат еден краток прилог. Нашата колешка Христина беше таму и успеа да го снеми сето тоа. Да погледнеме за што всушност се работеше. Во пресрет на Европската недела на кодирање, која се одбележува од 15 до 23 октомври, првачињата од Кривопаланичкото основно училиште Илинден, под менторство на оделинскиот наставник Добри Јовевски, организираа еден поинаков час. Преку забавни и креативни активности и едукативно предавање, најмалите се запознаа со кодирањето и дигиталната писменост, без кој денешното секојдневие е незамисливо. 1, 2, 3, вртиме. Ајде да видиме дали добро имаме програмирано бубамарата. Браво! Со помош на дидактички помагала со која опремена нивната училница која ги следи современите технолошки трендови, најмалите ги учеа основите на кодирање соодветни за нивната возраст, се со цел да се прифатат брзите промени во однос на начинот на кој работиме, комуницираме, купуваме и размислуваме, но и истовремено да се развијат вештини и можности кои ќе помогнат да се адаптираме и живееме во оваа ера. Денеска живееме во време на развој на технологијата и секојдневно сме обкружени со најразлични техничко-технолошки помагала кои што ги користиме во секојдневниот наш живот. Поаѓајќи од тоа дека учениците дома, во домашен амбиент користат далечински управувачи, ги користат мобилните телефони, користат најразлични средства во извршување на домашни активности членовите на нивните семејства, убаво е овие ученици од прво оделение да знаат како и на кој начин сето тоа функционира. По тој повод, ние, учениците од прво оделение, заедно со мене како нивен оделенски наставник, се вклучивме во одбележување на Европската недела на кодирањето. Преку овие активности кои што ги имавме во нашето оделение, учениците имаа можност преку најосновни движења да дадат насоки како и на кој начин може да извршат некоја активност. Така и искористивме оваа пчелка која што е некако дидактичко помагало, за да тие дават команди на неа основни во насока на движење право, лево, десно и да дојдат до нека одредена цел. И учениците имаат можност и знаат како да направат мало програмирање, смета нивниот ментор Јовевски, потенцирајќи дека ова е чекор напред за учениците кои во иднина ќе бидат подготвени да дадат свој придонес во развојот на општеството. Како реагираат учениците на овие активности? Па мислам дека им се инспиративни. Тие беа заинтересирани секој да ја допре пчеличката, секој да ја допре бубамарата, да работат. Потоа им однесов и таблети за да видат дека и тие се програмирани за да завршат некоја едукативна игра. Там имаше бројчиња, имаше овошја, зеленчуци, како и на кој начин ги поврзуваа, за да повторно им биде поблиску сето тоа на учениците. Так. Што мислите за прекумерното користење на компјутери од страна на децата? Па сега во зависност нели од гледишето за каква намена ги користат таблетите и компјутерите. Да кажеме за оние игри кои што се мајсторски направени. Ако имат едукативна содржина, се согласувам. Ако се во делот каде што покажува насилство, каде што покажува агресија, мислам дека не е во ред и тоа треба да внимават и родителите како и на кој начин и колку време им дозволуваат на
своите деца да ги користат таблетите и компјутерите. На родителот му е најлесно седи на компјутерот и поигра се малку, Так. нели, тој да се одмори. За да мојата да работа се олесни на некој начин. Така, но мислам дека децата немат мерка колку да ги користат и за каква намена се тоа да користат и што да гледат на компјутерот. Треба тука да има родителот поголем увид во тоа што го работи детето. Така, сепак сето она што го носи ученикот го носи од дома. Тоа е пред се. Па по тој повод би ве прашала и каква е вашата соработка со родителите? Па мислам дека еден наставник ќе биде успешен онолку колку што родителот соработува со наставникот. Од кој аспект го зборувам тоа? Од аспект на соработката. Ако родителот продолжи или го повтори она што го имаме работено во училиште, дома го повежбат 15-20 минути во семејна атмосфера, мислам дека тие знаења и вредности ќе бидат многу подолготрajни. Ако децата се препуштени само на училиштето, мислам дека тука нема да има резултат. Така. И многу важна и значајна работа е соработката со семејствата, со родителите, да се разговара за одредени проблеми, за одредени цели, за одредени активности и е добро. Сега и технологијата и е дозволено да можат да ги видат програмите по кои ќе учат учениците, да бидат претходно запознаени родителите, па како се движиме ние со активностите. Јас за таа намена направив и една група на родители, затворена група на Facebook, каде што можат родителите да видат во текот на неделата или на 2 пати неделно кои активности ги правиме со учениците, да ги видат преку фотографија како тоа го работиме со учениците, за да овие од прво деление се мали ученици, за да родителите не постојано прашуваат, да се јават по телефон, па може би им е непријатно нон-стоп да звонат на телефон, кога дојат да ги земат своите деца, не можеш ти на секој родител поединечно да обрнеш внимание, тоа се 24 дечиња во исто време може би ќе дојдат да ги земат и преку ова група мислам дека се информирани. Зборувам за моите родители. Ете, мислам дека и повеќе групи и повеќе наставници имат го тоа на тој начин направено, што мислам дека добро функционира. Споделуваме најразлични информации, ме прашуваат и пак ќе кажам дека социјалните мрежи и технологијата која што ја користиме ни го дозволува сето тоа и ни го олеснува на некој начин за да имаме подобра комуникација и остваруваме поголема соработка со родителите, со семејствата. Така. А дали од друга страна гледано им давате домашна работа на учениците? Па домашна работа не треба да се даде домашната работа ради реда, да се каже дека дома нешто ќе работи детето и кој ќе отиде дома, посебно прво оделение и второ, ајде да кажам, кога отидат дома, настанува еден семеен немир, детето не сака, прави одбивност, многу се тоа да го напише, тоа му е тешко, нема развиено добра моторика на прстите, на рацете и представува проблем. Домашната работа се дава која е осмислена, и може да биде различна за повеќе ученици, нека бидат и некои наставни ливчиња веќе подготвени претходно, до нивото на ученикот до кое што може да ја заврши домашната работа. По обем не треба да биде една страна напиши 30 задачи. Детето нема развиено осет да си само состави задача, некои ученици, некои може би имат, но некој нема, па тоа представува уште дополнителен проблем како и на кој начин да си ги состави, а не па да ги реши задачите. Сега мора да биде тоа осмислено, подготвено, направено. Во прво оделение мислам дека во почетокот нема потреба да се дава домашна. Според моје видување, сега тоа е индивидуално за секој наставник, мислам дека нема потреба да се дава домашно, бидејќи тоа што го работиме во училиште, некако сработат во училиште, ќе имаме ние евиденција нели увид во тоа што го направиле, ќе му дадеме техничка, мотивирачка помош, не знам каква се не е потребна за ученикот, и подобро мислам дека ќе му го тоа објасниме на ученикот, за да се создава некоја желба гори за да напише некое домашно и кој ќе му го дадеш домашното со помал обем, со задоволство ќе го заврши дома и од тука натаму има успешност во извршувањето на домашните задачи. А ако ти уште од првиот ден започнеш да му даваш напиши ова, напиши толку страни, тоа мислам дека не би било толку ефектно. Резултат. Сепак пак да се навратиме на тоа. Како ги мотивирате децата за учење?
Па јас си кажав претходно дека стимулативната средина е многу значаен елемент за ученикот. Каде, еве, да почнам за прво оделение. Учениците од прво оделение доаѓаат од една прекрасна амбиентална средина обкружени со природа, нели дечиња шетале, родителите ги шетат на секаде. Така. И ако дојдат во една сива училница, таа не ги мотивира. Таа ќе ги уште повеќе затвори учениците. Ако дојдат во една средина каде што е исполнета со можност за да осознават, истражуват, пријатна атмосфера за работа, осветлена просторија. Мислам дека и ние кога се дома наоѓаме во среден дом, многу не е поубаво, отколку кога влеземе во некоја просторија каде што ни е се расфрлено и нема ред и се чувствуваме и ние загушени. Така и учениците се чувствуваат пријатно или непријатно. Ако се чувствуваат пријатно во исчистена, проветрена просторија, средена со најразлични дидактички по концепција наредени, не ради реда да бидат закачени тие предмети по зидовите, и ако се по сезони закачени, ако е пролет, ако е лето, не може ти во пролет да видиш Дедо Мраз во училницата. Мислам дека тука зависи многу од наставникот кој што ја менаџира таа училница. Так. Наставникот треба да биде менаџер во училницата со учениците и тука мислам дека е голем успехот за да ги привлекува учениците. И еден ученик кој што ќе се врати од училиште дома, ќе одели 15 минути да раскаже што се случило во училницата, што се случило во училиштето со наставникот, со другарчињата, го сподели тоа со семејството, мислам дека тука е успехот на наставникот. И ако утрото кога стане, со нетрпение чека да дојде во училиште и да му биде пријатно и убаво, има ли подобро чувство, расположени дечиња? Так. И тука има успех во работата. Така, низ разговорот со вас не можеме да не заклучаме, верувам дека и нашите гледачи веќе го увидуваат тоа дека имате една конкретно позиционирана гледна точка, ако може така да кажеме, која што оди во строго позитивна насока. Па затоа би ме интересирал вашиот одговор на следното прашање. А тоа е како ги мотивирате оние деца кои што покажуваат помалку интерес за учењето. Да кажеме оние кои што и таа весела ведра училница ја гледаат како сива. Тука малку повеќе треба да вложиме ние наставниците труд во тој поглед. Да посебно да биде истакнат индивидуалниот пристап кон тоа дете. Може би тоа дете има некои други проблеми кои што се ги носи од средината, од надвор, од семејството, од другарчињата, нешто му е наметнато и ние треба да го тоа разгледаме на посебен начин со ученикот, да поразговараме, да му дадеме некои лесни активности да ги изврши, да се види дека да се види тој самиот дека може нешто да направи и од тука натаму ќе ги зголемуваме тие. Преку активности ги зголемуваме, преку игровни активности. Па да го прашаме што сака денеска тој да прави. Па да му дозволиме на детето ако сака да се чкртка по лицото, нека чкртка, да биде исполнет тој ден. Так. Ќе знае дека нешто има придонесено за успех во неговата работа. Так. Токму по тој повод мислам дека имате една книга. Донесовте со вас денес кај нас во студиото, па би можеле ли накратко она што го зборувавме пред почетокот да им го објасните на нашите гледачи? Да, јас овие книги ги користам кога држам обуки на колегите. Значи, покрај тоа што нели сум наставник, имам можности од да држам обуки на наставниците, на колегите мои. Држливото дрво, тоа е една убава интересна книга каде што може да се прочита во еден здив, каде што едо дете барало се од дрвото да му биде дадено. Дрвото давало до крај, се дало и останало на крај само кореното дрвото. И многу често дискутираме на тема зошто ние се од некого нешто бараме. Дали се запрашуваме што ние може да понудиме на другите? Па ние тоа да им го понудиме на учениците, не да бараме ајде домашно, да бараме ајде напиши ова, да видиме што ние нудиме на нив или на колегите во делот на соработката. И другата е книга Точка, каде што едно дете имало задача да нацрта нешто на листот, ништо не нацртало, кога дошла учителката, го инспирирала и го прашала дали е тоа можеби северниот пол, бидејќи бил листот бел, дали е тоа северниот пол или е можеби поларна мечка. И детето случајно ставило точка на листот и рекло јас ништо не знам
да цртам, само можам да го напишам моето име. И учителката го зела цртежот и го врамила. Утре дента кога дошол ученикот на училиште, кога видел дека во училницата врамен во рамка стои неговата точка. И тој сватил дека всушност може да црта, па си купил боички, почнал да црта розова, црвена, жолта, зелена точка, па комбинирал бој и на тој начин било инспирирано детето да започне да црта. Тука умешноста била на наставникот како го измотивирала детето, за да на крај, кога дошла до другарче, му се пожалило на детето дека не знае да црта ништо и другарчето му рекло: да видам што знаеш, крива линија нацртало. Па еве ти знаеш многу убаво да црташ, напиши си го името, ти знаеш да црташ линии. И од тука натаму мислам дека улогата на наставникот е многу битна и значајна да ги измотивира учениците, да така ги и за развојот да ги на самиот потикне, да им влее самодоверба, како што кажавте, бидејќи сите ние на некој начин имаме до одредена мера самодоверба, а некаде ни е разнишена самодовербата и треба тука да ја градиме, посебно кај дечињата кои што доаѓаат од семејство каде што имат во секој поглед секаква поддршка и сега во училиштето кога доаѓаат мора да се продолжи таа поддршка. Мора да се гради личноста. Така. Тука во тој простор ќе се гради таа личност. Има ли, постојат ли некои случаи во кои што ги вклучувате педагошко-психолошките служби од училиштето? Па секако дека ние мора да имаме соработка и треба да имаме соработка со стручната служба во училиштето, со колегите, бидејќи никој не е најпаметен на овој свет, сите ние учиме постојано и посебно наставниците треба да бидат спремни кон усовршување на својата професија, секој пат има нешто ново, некој нов пристап, нов начин. И сега службата мора да биде на располагање за нас, за учениците, ние да соработуваме исто со неа, за да имаме повеќе продуктивна работа во својата професија. Доколку се појават некои однесувања кај учениците кои што не соодветствуваат со нашите норми во училницата и се недозволени. Па се недозволени, се разбира. Треба да разговараме и ние, и стручната служба во училиштето, семејството и да се пристапи кон решавање на еден таков проблем. Да. Така. Како децата реагираат после такво нешто? Па, мислам дека не треба и таа служба да биде заплашувачка за учениците. И тие се дел од нашиот колектив и тие луѓе. И тие се луѓе кои што убаво му мислат на детето, добро му мислат на детето. Не треба да ги заплашуваме учениците ако направи нешто, се веќе да водиме кај психологот, кај педагогот, да не представуваат тие застрашувачки личности во училиштето. Па мислам дека зависи од пристапот на психологот, педагогот во училиштето, бидејќи клучна работа е кога тие поразговарат, тие се па посебно стручени за да навлезат во делот на отклонување на проблемот и со нивна помош мислам дека се решаваат тие проблеми, а учениците се подобруваат. Така, јас некаде имам прочитано дека основното училиште представува воспитно-образовна институција, средното образовно-воспитна, а факултетите понатаму само образовно. Дали постојат некои години до кои што детето константно треба да се воспитува? Што мислите вие? Вака ќе се навртам на едно од претходните прашања кога ме прашавте дали имаме многу работа, да имаме преобемна работа, имаме во делот на водење на педагошка евиденција, документација и некако сите тие обврски што треба да ги завршиме, ги ние завршуваме и кога дојде моментот на компонентата воспитно да делуваме на учениците, некој ни се губи таа нишка во обврските кои што ги имаме премногу во нашата работа. И мислам дека во последно време е намален сегментот на воспитната компонента на учителот или на влијанието, да имаме поголем допир во тој дел за да ги воспитуваме учениците. И јас би рекол дека воспитано дете многу лесно се образува. А ако немаме дел на воспитување на учениците, многу потешко може да соработуваме со учениците. Така, неодамно беше и светскиот ден на учителот. Па по тој повод би сакала да ве прашам, сега вие сте со прводеленчиња, но во претходните години, дали може би некогаш на овој ден им задававте тема на децата, мојот учител? Да. Што откривате најчесто преку таква зададена тема? Па, пишуваат убави работи учениците, сака да си го пофалат својот учител,
сака да кажат убави епитети за учителот. Па така, кога ги слушаме тие состави што ги порано ги пишува, нели? Кога ги слушавме, мило ти е да слушаш убава работа, убава информација. Па и тие се некој мерило за нашата работа. Учениците се мерило, ние и да не ни каже некој добар збор, но ние гледаме како напредуваат и тие се, пак ти кажам, мерилото токму на тоа ќе се задржиме. Што рековте преку тоа дека вие гледате како тие напредуваат. Верувам дека на самиот почеток кога ќе прочитате нешто убаво за вас, тоа ви импонира на некој начин. Но всушност јас би го кажала моето мислење дека тука некаде се работи и за психолошката состојба на ученикот. Дали тој ве опишува надворешно или пак се задржува и на некои психолошки ваши карактеристики? Па учениците кои што ги учам, јас се уште се мали за да продрат во тие внатрешни компоненти на една личност, да ги опишуваат. Но сепак се наоѓа, верувам, некој кој се издвојува. Мислам дека и учителот како слика е модел за учениците. Така. Значи, еден учител треба да биде среден на работа кога ќе дојде. Тоа е ликот на учителот. Тие се во некој момент се идентификуваат со самиот учител, па можеби тие сакаат да бидат некош како него, да прават нешто како него, па некои гримаси кои што ги прави учителот и тие да ги направат така, ако пишува така и тоа дете да го држи пенкалото така, значи ги учат тие работи. Така. Дали има некои тие не сканираат нас? Така. Дали има некои казни, можеби со кои што го предупредувате ученикот на несоодветно однесување, мислам на она без да ги активирате оние служби, без веднаш да го известите родителот, туку знаете порано како било стоење во ќоше по 5-10 минути или нешто слично? Тоа не. Мислам дека преку разговор се решаваат такви проблеми. Сега, ние во училницата немаме кукли, ние имаме живи луѓе. Тоа се дечиња кои што сакаат да мрднат, да станат, па и да расипат нешто, па и да скршат нешто. Мислам дека е се дозволено. Сега не тоа намерно да биде, но се знае границата на однесување до кое може. Нема казниви мерки. Мислам дека казната не продуцира успех. Казната само создава револт поголем и поголем. Кај ученикот, кај семејството и си создаваме непријатели. Ние треба да градиме пријателства со учениците. Ние треба да ги потикнеме, да ги измотивираме, да им покажеме топлина, да им покажеме пријателство на нив, за да и тие сакат да работат со нас и да соработуваат. Така. Учителе Јововски, ви благодарам за денешното гостување, бидејќи тука некаде би бил и крајот на нашата емисија и пред се ви благодарам и во името на гледачите, бидејќи упативте многу убави пораки до нив. Благодарам и јас на поканата. По секој време ќе бидем спремен повторно да дојдам во вашето студио, бидејќи не осетив кога помина времето за емисијата. Така, ви благодарам многу. И вам ви благодарам, драги гледачи, имајте убав ден, добро расположение и останете со програмата на К3 телевизија.